Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат. Почитувани гледачи, поздрав од студиото на портал rtk.mk. Се уште сме во корона атмосфера и во такви услови ќе реализираме и оваа емисија. Инаку да ви информираме дека по одредената мала пауза, еве повторно се јавуваме од студиото и да ве информираме и тоа дека еден голем обем материјал се преснимува, се средува, така да во летниот период ние ќе го анализираме, средуваме, монтираме, па така во следниот здравје Боже нареден циклус ќе можете да бидете запознаени со доста интересни видеостории од кавадаречкиот спорт. Еве добивам информација од колегата Маријан Димитров, ме информира дека работите на градскиот стадион во Кавадарци се одвиваат со едно забрзано темпо и најверојатно отприлика за еден месец, дали е тоа точно, Маријан? Отприлика еден месец ќе бидат завршени сите активности на градскиот стадион во Кавадарци, па здравје Боже со нови сили, со нови победи во наредниот циклус и да даде Господ да влеземе во таа толку посакувана прва лига. Денешниот прилог, за тоа што имавме пауза, одеме со готов материјал, што е направен пред едно 16-17 години, се однесува за нашиот великан Врбица Стефанов. Тоа е една од најголемите кошаркарски личности и играчи на Македонија, кои кариерата ја започна токму овде во Кавадарци. За Врбица Стефанов има многу материјал, што се вели да стиснеш на Google, можеш се да видиш. Но ние би сакале денеска да сето тоа го прикажеме од еден друг аспект. Неговите почетоци се овде во Кавадарци. Интересно е тоа да слушнеме како започнал Врбица Стефанов со кошарката, кога било тоа. Во тоа време, како тинејџер, Врбица Стефанов многу тренери и од фудбалот и од кошарката сакаат да го видат во своите редови. Но држ не дај некако се среди работата да тој работи и тренира со кошаркарскиот клуб на Тиквеш. Сега интересно е тоа како започна Врбица започна да игра кошарка во тој период. Кои години? Па тоа е некаде како тинејџер, негде околу 90-те години. И сега една мала приказка ќе кажам, во тие 90-те години еден од председателот на кошаркарскиот клуб Тиквеш, тоа беше Столе Ристевски, Тарзан, а и ја бев член на управата на клубот, ми вели: Сачмо, може ли во твојот кафиш да го земиш да работи едно момче? Тоа е момчето Врбица Стефанов, ја одма се сложив и така тој дојди во фирмата Кафе бар Сачмо Блуз. Тоа е негово прво вработување, би рекол. Вработување. Сите тинејџери во тоа време сакат да бидат во тие ноќни клубови, така беше и со Врбица Стефанов. Но не поминаа 10 дена и Врбица ми вели: Сачмо, не бива оваа работа. Зошто бе, Врбче? Па слушај, вика, тука е многу задимено и ова се до касно у ноќта, знаеш, не можам јас тоа да го издржам. Значи, Врбица Стефанов уште во тој период донесе правилна одлука. Зошто? Затоа што врвниот спорт не може со ноќниот живот. Ние таму се собиравме и оние повозрасни ветерани кошаркари, знаевме до касно во ноќта, па и серенади, така да ако Врбица во тој период скршнал по таа насока да се шета со нас по ноќниот живот, можеби немаше да има ваква блескава кариера. Значи, Врбица се престрои. Тој уште тогаш кажуваше дека сака по професија да биде кошаркар. Сега, како започна таа негова активност? Има еден многу клучен надпревар, тоа е надпреварот во Скопје помеѓу МЗТ Скопје и Тиквеш. Се разбира, МЗТ беше доста силна, а Тиквеш тука отпатува на тој надпревар како под раководство на тренерот професор Димитар Пецов и во екипата беа Митко Пановски, Митко Каровски, Гари Мице, Коле Злате, Врбица Стефанов, Димовски, Семката и уште некои, значи 7-8 играчи заминаа во Скопје да играат со МЗТ Скопје. Но Врбица уште тогаш на тој надпревар го покажа сет свој раскош, сет свој талент
и ја разигра сета оваа кавадаречка екипа. Значи, брзина, експлозивност и делење на топки лево-десно, а од сите позиции Гари Мицев 2 тројки, Митко Пановски 2 тројки, Митко Каровски, Коле Златев од полудистанца, така да секој напад на Тиквеш завршуваше со кош. Сето тоа најде на нервоза кај луѓето од МЗТ Скопје, а тогаш тренер беше познатиот Пива Ивковиќ, брат на легендарниот Дуда Ивковиќ. И во тоа време Пива Ивковиќ му вели на професор Пецо: па професоре, где си нашao ову птицу брзицу? Значи, тој надпревар Врбица беше забележан во Скопје како голем потенцијал. И одма се подесија работите да луѓето од МЗТ Скопје преговараат со нашите луѓе од управата на Тиквеш да премине во редовите на МЗТ Скопје. Тоа и се случи. Што е карактеристично за Врбица Стефанов? Неколку работи. Прво, фанатизмот. Врбица е еден од најголемите фанатици, спортисти што тренира безпрекорно. Отколку се договорија Тиквеш и МЗТ, настапи летниот период. Што се случи со Врбица? Цело лето работеше на тренинзи, на физичка кондиција, на експлозивност, под раководство на тренерот Сашко Калео. А приквечер влеваше во спортската сала Јасмин и час и половина шутираше. Не е спорно дека Врбица имаше талент, но сето останато е надградба. После тие час и половина шутирање, Врбица имаше дополнителни тренинзи со тегови на нозете, трчаше по скалите во спортската сала Јасмин. Ке кажам една пригода. Кога јас бев таму, гасејќи го светлото да веќе затвориме со објектот, еден Врбица од горе од оноа под кровљето, платформата горе, него забележи и ми вика: сачмо, јас сум тука. Абе, шо правиш горе, му викам. А он со теговите на нозите одмара од напорното вежбање. Абе, му викам, ке те затворам тука, му викам цела ноќ. Тука и му викам, за тебе е лесна работа. Ти запали светло и си тренираш цела ноќ. Шо е поентата? Сакам да му кажам на сите млади кошаркари што тренираат кошарка, дека талентот 10, 15, 20% е нужен и потребен, но не значи ништо ако не се работи овака фанатички како што работи Врбица Стефанов. Затоа Врбица беше на најголемите случувања во европската кошарка. Значи, играше во најпознати клубови во Европа, настапуваше за македонската репрезентација, го освои Сапорта купот против екипата на Валенсија, тоа во дресот на Монтепаски, ја освои шампионската титула со Монтепаски, настапуваше на 2 Final Four. Ете, имавме видеоклипови кога играше, беше најдобар против Бенетон и исто така и против ЦСКА Москва, и на двата надпревари вкупно постигна 34 поени. Исто така и на Final Four во Макаби, едно околу 30 поени му даде на големиот Макаби. Значи, од прилика, тоа е што може да се каже за Врбица Стефанов, и како човек можеме да кажеме дека е голем другар и пријател и го карактеризира скромно. Само уште една реченица, Маријан, дека тој ги достигна врвовите на европската кошарка. Беше во тој европски крем, но по својот карактер однесување остана ист. Негова главна карактеристика како човек е неговата скромност. Ние сите да имавме таков успех и да успеевме во Европа, најверојатно ќе се правевме некои фраери, претерувавме и што се вели, но Врбица остана доследен на својата голема скромност. Но да не должа многу, да го најавам следниот прилог. Тоа се материјали кои почнуваат од настапите негови во МЗТ Скопје, работнички, потоа имаме инсерти од настапот во македонската репрезентација, па имаме настапи во Пинар Каршијака во Турција, следува настапот кај екипата на Дуда Ивковиќ во АЕК од Атина, па имаме Сапорта купот кога ја победуват екипата на Валенсија, па следи Final Four во Барселона и шампионската титула во финалето против Скипер Болоња. Тоа се оние материјали што ги имаме на овие видеозапис. Во позадина на овие видеозаписи ќе оди инструментална музика, без коментар, па поштовани гледачи, уживајте.
Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.